pomoć, ni treba pomoć. Da se odvažime, gi otvarame vratite, zajedno, demokratski za site građani. Nema ovde samo SDSM-a, nema ovde samo opozicija. Ovde si trebame site, mi trebate site i najverovatno vi trebam i ja s vam. Dajte ramo do ramo zajedno. Zajedno da izvojuvame ova bitka na mudar i pametan način, so zbor argumenti i dokazi, kako što prilikува u 21. vek. Ja sam uveren, od i ja znam najmnogo vistinat. Go znam i delo od koji što ne je obelodenet pomegio građanit. Go znam posebno delo koga se napraveni najgolemite predavstva od taka narečenite patrioti, koji što pod prevezot na patriotizmom ja vodeja ova naša zemlja eve bez malku celi 9 godini. Porivot koga vidio što napravile i do kada došle su imet. Koga mi stane jasno deka kako odminува времето и дома ќе ми влезат. И во секоја наша куќа ќе тропнат. И уште душата да ја земат. И не се спие мирно. Се одваживме, охрабривме и решивме. Ова мора да престане. Груевски готово е. Ова мора да престане и да се врати слободата. Затоа сакам од овој слободарски град да испратам пораката и до подржувачите на ВМРО ДПМН. Како сте можеле и вие да знаете какво зло е во врвотина државата и на вашата партија? Сигурно не сте знаели. Сигурно она што го следите преку окупираните медиуми е тоа што се дозираше на целата нација, така и на подржувачите на ВМРО ДПМН. Но јас не барам од вас лево да свртите кога имате десна определба на вашата опција. Јас барам од вас да не продолжите да бидете соучесници со она што го слушате со ваши уши, изговорено со собствениот глас на Груевски во собствените телефонски разговори. Барам од вас да се приклучите заедно да се ослободиме Македонија. А после тоа ќе продолжиме да се надпреваруваме во фер и демократска атмосфера, но исклучиво за интересите на Република Македонија. Апелот и пораката е до сите. Овде нема партии, овде нема поединци. Државата е заедничка и слободата заеднички мора да ја вратиме. Затоа, почитувани граѓани, една работа треба да знаеме, која што сами они ја разобличуваат. Тргнаа дека странски служби слушале па му дале назаев материјалите. После почнаа да викат дека тоа биле креирани, монтирани, лепени и прилепувани материјали. Еве вчера навлегува со демантот во суштината на разговорите. Ги признаа разговорите и нивната автентичност, бранејки се дека не било провизија, било донација. Која е таа донација во кеш? Каква е таа донација преку странски сметки? Каде е регистрирана кога по закон е со обврска донацијата на посебна сметка? Каде кога мора да се води согласно закон во централниот депозитар, комплетно со посебна евиденција, секоја донација, па и 5 банки дае кон Македонија? Каде е кешот за која што зборува Светлана Костова и Сашо Мијалков? Каква е таа донација? Но и тоа не им поминува, па последните денови се вадат со најновата теза. Најновата теза е дека ако вака продолжуваме да се однесуваме сите ние со слободарски дух во нашите гради, ќе сме предизвикале меѓуетнички односи. Нашиот народ, можеби сум млад, повеќе од 1/3 овде присутни. Нашиот народ никогаш не бил така сплотен како што е денес. Денеска поддршката кон она што заев СДСМ и опозицијата го прави е подеднаква. И од македонци, и од албанци, и од срби, и од роми, и од турци, и од власи, и од бошнаци, од сите. Чувството кое што го негувам последните месеци и половина е прекрасно чувство. Чувство кое што храбри. Чувство кое што дава надеж дека отвараме ново поглавје, нова страница во ова наша Македонија. Чувство за кое што вреди да се бориш.
zajedno ramo do ramo со секој наш граѓанин, без разлика на која етничка заедница припаѓа. И тоа е новото богатство кое што се раѓа во ова наша Македонија. Го имавме тоа чувство и после 2001 до 2005, кога бевме пример во регионот за меѓуетнички соживот. Го изгубивме од лажните патриоти. Се враќа тоа чувство и верувајте, тоа чувство е драгоцено. Како што барам од македонците подршка, барам подршки од албанците, и од србите, и од ромите, и од турците. Ова слобода не е единствено право на Заев и на опозицијата. Ова наша толку драгоцена слобода, која што мораме да ја вратиме, е право на секој наш граѓанин и обврска на секој да се избори за таа толку драгоцена слобода. Јас знам дека ќе биде така. Јас знам дека ќе се приклучат сите кои што баре малку си ја сакат нашата земја. Убеден сум и знам дека ова е процес кој што се случува во нашата земја. Ама знам дека на крајот сите заедно ќе се радуваме, ќе ја славиме повторно вратената слобода во Република Македонија. Господ да ни дава памет и секако сила да издржиме заедно, да не води со мудра мисла кон конечната исконска цел, слободата и демократијата во Македонија. Да ни даде сила да чекориме гордо заради тоа што чекориме за вистината за Македонија. Да е живо и здраво Куманово! Да се живи и здрави сите граѓани на Куманово! Да ни е жива и здрава перспективна и слободна Република Македонија! Ви благодарам на сите за присуството!